Здраво, ова е 54-тото издание на Видеологија со Златко Ќелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Burning на Ченг Донг Ли, во кој станува збор за младиот Јонг Су, кој налетува на девојка која живеела во неговата населба во руралните предели на Кореја, која го задолжува да ја храни нејзината мачка додека таа престојува во Африка. Таа се враќа во Кореја со Бен, глумен од Стевен Јаун од The Walking Dead, богато момче кое поседува една пироманска тајна. Ова е филм за потрагата по значењето на животот, дело во кое се открива мистеријата која не дозволува да се комплетира сложувалката, открива поголеми премолчани енигми и натоложената фрустрација на Фокнеровиот лик, кој е загубен во неодгатнатиот свет на Муракаме, кому согледувањето на големата слика му е попречено и афективно еруптира во еден убиствен финиш. Во филмот се запознаваме со една пантомимичарка и писател, со екстровертна девојка и интровертно момче од маргините на градот, на кој им се приклучува вообразен социопат, оформувајќи го љубовниот триаголник на големиот Гетсби. Кога сценаристите, кои го адаптираат криптичниот расказ Barn Burning на Харуки Мураками, ќе избришат девојката која сакала да исчезне во заради сонцето во Африка, се образува равенка со една непозната, започнува потера која остава доста неврзани краеви и отвара прашање за тоа што е реалност, а што фикција, неусетно усложнувајќи го продзирното дејствие со надреалности. Во мноштвото на алузорни дигресии за спорадично развлекување на филмот, дознаваме за експлозивноста на тврдоглавиот татко на Јонг Су, хируршката корекција на девојката и еуфоријата од пироманија, која ќе иницира соништа за горење на овоштарници и планско однесување на криминалец во подготовка со тенденција филмот да се претвори во споро горечки психолошки трилер. Иако постојано дискутираат за пламенот на нивните стремежи и посакувања да се живее корејскиот сон, константно се провлекува еден слој на недоверба од недореченостите, скриени во нивните плакари на мислите. Филмот дури може да се симплифицира до стадиум на потрага на тема за пишување од страна на авторот, кој е толку близко до неа што не може да ја забележи, симултано живеејќи во двата света, демаркирајќи ги границите на стварноста. Меѓутоа, секоја информација плюс не ги доближува ликовите до вистината. Гледачот честопати ќе се најде само во просторија со молчеливиот главен актер, тој нем повикувач кој чезнее по големите животни откритија кои би му ја излечиле апатијата. Режисерот Ченг Донг Ли за време на овие исцрпувачки 150 минути ги шета гледачите во урбаните и руралните предели, суптилно протнува коментари за невработеноста, финансиската нееднаквост и социјалниот статус на привилегираните млади богаташи кои се врткаа наоколу низ Кореја, за имигрантите и фрла поглед кон Северна Кореја. Нема снимено филм од поезија од 2010 година до денес, навраќајќи се низ неколку ангажирани филмови до одличниот Peppermint Candy и зачетокот на кариерата со суровите губитоци на невиност. Златното момче на филмот е младиот кинематограф Кјунг Пио Хонг, препознатлив по својата маркантна визуализација на одличните The Wailing, Snowpiercer, Mother, Love Exposure, но во овој филм самите ликови кога се заедно остава простор за самотијата да ги дистанцира помеѓу нив, умешно фотографира во тесниот интериер на собата кај што се одвиваат сексуалните чинови, како и во прекрасните широки планови во рурална Кореја, уловувајќи еден воодушевувачки топлес танц на заедисонце на Майлс Дейвис со својата Ари Алекса, самрачни сцени за кои еден месец се помачиле да ја наснимат оваа филмска магија во солзи. Како што дејствието мигрира од град во село, така и музиката на Мовк се прелева од племенски танц во електронска музика, а во интериерите кај што самобендисаниот бенд е диџеј, претенциозно се слуша исклучиво джез. Кандидатот на Јужна Кореја за Оскар од неанглиско говорно подрачје, номиниран за Златен глобус и Independent Spirit, имаше работен наслов Project Rage и се прикажа на стотици фестивали широм светот, од Кански преку Торонто, Њујорк, Карлови Вари, Фантастик, Сидже, Сталин, Бусан, Лондон, па дури до Манаки, на кои Златната камера 300 ја освои кинематографот Кјунг Пио Хонг.
За волја на иронијата, филмот на хартија се справува со исчезнување на девојка налик Under the Silver Lake, филмот кој е анализиран во претходното издание на видеологија, но двата филмови имаат сосема различен метод на лупење на слоевите на мистеријата, со тоа што Burning приоѓа на коеновски начин, со исклучени хумористични елементи од соединението. Прашањето е дали филмот има кондиција 2,5 часа да го лаже гледачот врз основа на расказ од 10 страници, со сите филмски трикови кои му се на располагање на режисерот за да заврши во небран. Во срцевината на филмот се крие метафората за африканскиот танц, за малиот и големиот глад, делејќи ги луѓето на тие што сакаат да го задоволат физичкиот глад и тие што трагаат по смислата на животот, гладни за филозофија и уметност. Верувам дека секој сака да го задоволи младиот глад, но вие, гледачите на видеологија, сигурен сум дека сте окликнале овој линк поради потребата за сетување на големиот глад. Тој што не прави дистинкција и го порамнува големиот со малиот глад, ќе остане посиромашен за смислата на неговото постоење. Ако морам да го евалуирам, тогаш Burning од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 54-тото издание на дигиталната архива видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Благодарам за вниманието. Поздрав!